Почитувани посетители и посетителки на интернет страницата на Центарот за истражување и креирање политики. Добре дојдовте назад на вториот од серијата 5 подкасти, на кои разговараме со пратениците и пратеничките од така наречената Зелена собраниска група. Овие подкасти ги подготвуваме во рамките на проектот за јакнување на капацитетите на неслужбената Зелена собраниска група во Југоисточна Европа околу согласеноста со целите на Европската Унија, поврзани со енергијата и транспортот, кој е поддржан од германската влада и го спроведува Центарот за истражување и креирање политики во име на ГИС во рамките на Отворен регионален фонд за Југоисточна Европа, енергија, транспорт и заштита на климата, и истите имаат за цел да ја актуализираат работата на оваа група, но и да укажат каде треба да се насочи вниманието на оваа група. Овој пат за наша соговорничка ја имаме пратеничката Гордана Силјановска-Давкова. Професорката сама ја начна потребата од итно формирање посебна собранинска комисија задолжена за екологија, зелени прашања и клима, нешто што беше напоменато и од нашата прва соговорничка, пратеничката Велика Стојкова Серафимовска. Оваа комисија да ја води некој кој навистина верува во и потребата од здрава животна средина. Ова што го велите вие, подобро е невладиниот сектор да не се политизира, туку да си остане свој, меѓутоа, секогаш кога има на дневен ред точка што се однесува на животната средина, тие мора да бидат присутни. Дали гледате потреба од тематска поддршка и понатамошно градење на капацитетите на Зелената собраниска група? Доколку да, кои би биле приоритетни тематски области за градење на капацитети за зелени прашања? Суштинското прашање е ова, се разбира дека има простор. Зошто има простор? Па, видете, се додека сме ние во врвот не по зелената средина и по зелените политики, туку по сиво-црните политики, нема некој што не чул за нас по загаденоста, по безмилосното уништување на шумите, по дивоградбите, по загадувањето на реките. Се дотогаш не само што има потреба од преиспитување, туку има потреба од вистински, прави чекори. Значи, затоа јас реков, институционалната поставеност на комисијата, второ, соработката со невладиниот сектор заеднички, понатаму, апсолутно креирање на сите можни други политики низ призма на заштитата на животната средина врз основа на она што е агенда денеска во светот, нели, за одржлив развој, ќе не доведе до вистинските потези. Поттикнат од препораките на трудот, чистење на изворите на енергија и заштита на климата, дали Западен Балкан може да се исправи пред предизвикот, кој беше развиен токму во рамките на овој проект, а во кој се поместени низа фондови и програми преку кои може да се финансираат зелени проекти. Силјановска-Давкова вели дека мора да се вложат напори за нивно навремено и целосно искористување, но додава и дека на линија на тоа мора да се основа и домашен фонд за заштита на животната средина. Замислете, земја која што важи за многу загадена, девастирана во секој поглед, нема фонд за заштита на животната средина. Па сигурно тоа би бил приоритет над приоритетите. Да, еве, јас кажувам дека веднаш ќе го иницирам ова прашање, се надевам дека ќе се солидаризираат со мене дел од пратениците или и самите тие ќе иницираат за невладиниот сектор, не се сомневам. Во време на економска и енергетска криза, Силјановска-Давкова
смета дека работата на Зелената собраниска група дополнително добива на значење, па заради тоа како што вели, мора да се знае на што сме со цел делотворност во нивната работа. Имаше диалог меѓу делот од пратениците и делот од невладините организации. И тамо зборуваат за планови, за стратегии. И јас намерно, цинично забележав дека чумуни се планови и стратегии ако ние не работиме на легислатива и на политики кои се еколошки сензитивни. Што треба да направиме? Прво треба сериозно да седнеме, да преиспитаме дали навистина искрено влеговме во коалиција. Второ, дали коалицијата ќе живее. Со надеж дека работата на неслужбената Зелена собраниска група ќе добие на интензитет и продуктивност, го завршуваме и овој втор подкаст. Во следните разговори со останатите членови од оваа група ви најавуваме гледишта за тоа како пратениците и пратеничките може да придонесат кон унапредување на урбаната мобилност во земјава, но и начините за подобрување на енергетската ефикасност и намалување на енергетската сиромаштија. Ви благодарим за вашето внимание и следете ја интернет страницата на Центарот за истражување и креирање политики. Се слушаме наскоро.